Од почетокот Александар Ѓурчевски се сомневал дека неговата ќерка Вања е киднапирана, бидејќи како што кажа на денешното ручиште бил исклучен нејзиниот мобилен телефон и последниот сигнал кој го давал не бил на патот кон нејзиното училиште, што наведувала на тоа дека не е по своја волја отидена во погрешен правец. Ѓурчевски обвине дека помогнал во нејзиното грабнување на 27 ноември 2023 година. Тој заедно со неговата сопруга Зорица, како што рече уште сабајлето, констатирале дека девојчето е киднапирано и таа ги замолила колешките да објават на социјалните мрежи дека е исчезната. Не е точно дека само јас велев дека Вања е киднапирана. Сите го имавме тоа констатирано, и родителите во групата и сите што не познаваат нас и Вања. Ѓурчевски рече дека полицијата градела профил за неговото семејство, ги распрашувале со колку недвижен имот располагаат, кој колку возила има и не им било својствено, дека Зорица го префрлила станот на негово име. Од самиот почеток почувствував дека се сомневаат во мене, рече Ѓурчевски. Тој при тоа додаде и дека полицијата погрешно ја водела истрагата, бидејќи сметала дека Вања избегала во Тетово, потоа дека отишла во Шведска и се преклучила на ИСИС. А од контакт во Сейф Сити на Гоце Трајковски, со кој вршел паралелна истрага, дознал за исчезнатиот Цитроен на велешанецот Панче Жижовски, кој ќе биде искористен во грабнувањето на неговата ќерка. Значи, ако биле внесени регистарските таблици на возило, кое се бара 5 дена во системот на Сейф Сити, денеска ќе се расправаше само за убиството на велешанецот Панче. Предпоставувам дека немале наредба да го бараат возилото и дека е пропуст на полицијата. Ѓурчевски додаде дека не само од Цитроенот, туку испраќале фотографии од други возила кои поминувале покрај зградата на кобниот ден, а неговиот адвокат смета дека обвинителството нема докази за инволвираност на Ѓурчевски во случајот. Мислам дека ќе проработи свеста и совеста на обвинителството во еден ваков случај. Секако дека, јас сум сигурен и убеден дека и тие се сигурни и убедени дека докрај не може да додржи обвинението кон Александар, но да причекаме, ќе го видиме тоа некаде пред завршните зборови, дали обвинителот ќе се охрабри тоа да го направи и на крајот на краиштата конечната одлука ќе донесе судот. Инаку Ѓурчевски на прашање на обвинителството и на самиот првообвинет Љупчо Палевски Палчо уште еднаш потврди дека не го познава, иако е обвинет, дека на него му дал информации за движењето на Вања. Ѓурчевски на другите прашања на Палевски не сакаше да одговара, туку само кажуваше дека нема коментар.